Најмасовната трка 12-та година поред. Кој ќе биде прв до врвот? Се организира прв до врв, а со мене се разбира еден од организаторите, Александар Георгиевски, и како подржувачи се Марина Алавантија Славковски. Инаку ни доаѓа од компанија која што е подржувач на настанот, раководител на маркетинг и комуникација. Добро утро. Кога ќе помине официјалниот дел, ајде сега да се видиме што подготвувате. Може да започнеме со вас. 12-та година поред, ако се вратиме назад, колку многу напред на настанот, встучно станува збор за 5 трки се во игра, се променили нешто или остана истите стандарди? Па, настанот, како што кажавте, веќе е традиционален, се одржува 12 години поред. Тој уште во својата прва година се афирмира како квалитетен, како добар, како атрактивен и посетен. Уште првата година забележавме голем број на учесници. Бројот на трките ние го замисливме на почетокот да биде само во трчање, меѓутоа пријатели од заедницата на спортот сугерираа да метнеме и велосипедски трки, и така денес прв до врв е тоа што е, благодарение нели на сето овој развој што се случуваше низ годините. 5 трки се планинско трчање, планински велосипедизам, друмски велосипедизам, бајкови, ете тоа е како некоја новина од пред некоја година, и компаниска трка во тимбилдинг за наменета за со Марина ќе зборуваме на таа тема. Добро, досега колку има пријавено? Се уште може да се пријават? Пријавувањето е се уште отворено. На 19 официјално, така? На 19 се случува настанот. Пријавувањето ќе биде отворено до 12. Добро. До крајот на оваа недела, така да еве може да искористиме за да искористиме за сите оние кои што сака да се пријават. Добро, она што е важно и што сакам да го слушнеме дека дали од година в година се зголемува бројот на пријавени. Дефинитивно, значи настанот расте секоја наредна година и оваа година ќе биде подобра од минатата која што беше рекордна, имавме околу 3600 учесници. Оваа година ќе имаме уште повеќе, така да тоа е една голема сатисфакција дека настанот добива и на квантитет покрај тоа што е нели квалитетен. Квалитетен, да. Ќе се согласиш ли со мене дека овие 12 години се променија нештата, тука и Марина ќе ја вклучиме со оглед на тоа дека повеќе се посветува внимание не само за изгледот, за здравиот начин на живот, за искачувањето на водно име како полнење на батерии, особено во ова динамично секојдневие работа. Така е, тие трендови кои што се очигледни многу помогнаа во бројноста на учесниците, затоа што се повеќе луѓе прифаќаат здрав начин на живот, практикуваат индивидуални спортови, бидејќи ова се пред се индивидуални спортови. Во минатото, барем ова поднебје беше навикнато повеќе да учествува во тимски спортови, нели фудбал, кошарка, ракомет, меѓутоа тие светски трендови кај нас стигнаа, се повеќе луѓе се бават со трчање, велосипедизам, така да ете и тоа е еден од факторите за развојот на настанот. За бројноста на учесниците, Марина, ако секаде во светот е нормално да има тимбилдинзи од ваков тип, не само каде што ќе го надополнуваат знаењето, туку од вакво социјално дружење, те преку спортување, кај нас некако полека, но се развива. Вие како одговорна компанија која што се грижите за вработините, сте поддржувачи на настанот со таа цел? Така е. Бизнис заедницата има силно и директно и индиректно влијание врз многу општествени процеси, па поради тоа ние свесно превзеаме некои активности со кои што можеме да го промениме секојдневниот живот и животот на нивните генерации. Да се радуваме за тоа што во нашата држава, особено во последните 5 до 6, 7, па и 10 години, се поактуелни се дополнителните бенефиции кои што се обезбедуваат за вработените, а верувам дека најголемо влијание и според анализите кои што ги правиме имаат ваквите типови на дружење, каде што се јача и тимскиот и спортскиот дух и се создава една атмосфера за да и се надминат и сопствените граници што секој си ги поставува како член на тимот, а и тимските очекувања. Помагаме со тоа што веруваме дека ќе дадеме силна порака за значењето на здравиот начин на живот и на спортските активности кај сите луѓе, особено кај младите. Она што е тренд и кај нас се пренесува, неколку пати кажам третот и навистина некако
ќе речат да, се е измислено, ама тука кај нас во нашето општество така функционира, на што е актуелно и што е тренд. Особено спортувањето пред да одат на работа, кој може да си го дозволи, се разбира, ние многу рано да имаме на работа, како начин на кој што ќе се подготвите за работните обврски. Сега, вие ги поттикнавте сите вработени да се вклучат во оваа акција и дали сметате дека е начин на кој што можеме да ги поттикнеме и другите предпријатија да се вклучат? Така е, баш тоа и ни е целта, да бидеме пример и да дадеме силна порака дека ова е правилен начин на комуникација со вработените и на комуникација со сите што делуваат во општеството. Ние веќе известен период имаме силна интерна комуникација преку која што ги повикуваме, вработените се пријавуваат и навистина имаме пријавени во голем број. Веќе се креираат тимови, се поставуваат одредени предизвици кои што ќе треба да се надминат и тоа веруваме дека има силно влијание понатаму во успешно реализирањето на сите цели кои што си ги има зацртано банката. Добро, награди ќе има? Најработник, најдобар, нешто ќе има? Ќе има награди. Да и во склоп заедно со организаторот што ги планираме и да и во склоп на самата банка. Ако може да се надоврзам на добра прилика ова да кажам, значи вклучувањето на бизнис заедницата во помагање на ваков тип на настани, конкретно нашата соработка со Шпарка се допринесе да настанот добија на уште поголем квалитет со тоа што ќе им даде дополнителна вредност на учесниците. Како пример, вие сами ги кажавте наградите, имаме предвидено заедно буџет кој што за срушени рекорди на патеките. И тоа е, да кажеме, еден добар поттик за сите оние кои што се посупериорни во овие спортови да бидат дел од настанот и да освојат вредни награди. Тоа значи дека други компании може да се вклучат? Има уште време? Да, значи, ај уште еднаш да појасниме, пошто гледам дека илустриравте со снимки од велосипедски трки и учесниците кои што беа покажани. Ова е од изминатите години? Да, меѓутоа делува дека настанот е само за професионалци, од кадрите што се вида. Добро. Само да појасниме на вашите гледачи дека бореноста на настанот всушност ја прават рекреативците, аматерските учесници, затоа што не може да има 3000 врвни атлети. Не може сите да се качат за одреден за да не временски добијат период. погрешен впечаток дека е само за врвни атлети, значи во настанот може да учествува секој оној кој што се чувствува подготвен да се искачи до врвот на водно, без оглед за колку време. Значи и тоа е еден успех и тоа е една победа да се стигне до врвот. Дали некој планинари, дали трча, дали вози било како велосипед, значи добре доден е да се приклучи на настанот затоа што јас тоа може да го потврдам како некој што практикува вакви спортови. Рекреативното возење индивидуално во викенд, во работен ден е многу поразлично од организиран настан. Сосема поинаква енергија има, да се почувствува дека не си сам, дека со некој се надпреваруваш, и на крајот следува таа забава, прогласување на недобрите каде што круна настанот. Добро, ќе има точно бележани патеки, така може некој да си ги користи тие добро познатите патчиња. Добро, добро познавачи на добри познавачи на водно. Добро познатите се најкратките, најбрзите, ние ти ги користиме, за да бидеш прв до врв, треба да користиш најбрзата патека. Добро, треба да бидеш и умен, така да бидеш инвентивен, да се снајдеш. Ви посакувам убав настан. Посакувам убава реализација, нека биде ова поттик за Марина и за вакви настани, нека има и во иднина. Нема ништо поубаво, надвор од работните обврски, од се она што ни се случува во канцелариите, да се дружиме и со колегите, и ова е еден начин. Така е. Вака кога ќе направиме едно сумирање, генерално е навистина добра, позитивна оценката на тоа колку корпоративниот свет е вклучен во поддршка на ваков тип на настани, тоа е за поздравување. Меѓутоа една порака што сакам да ја пренесам и до помалите компании, бидејќи некако корпорациите е веќе тоа природно и добро воспоставено во нивните ESG стратегии, тоа го правиме нормално и ние ке нас. Меѓутоа сакам да дадам една порака за помалите компании, дека живееме во глобализација, се менува светот, имаме секојдневно нови предизвици, каде што некогаш е човечки фактор причинител за нештото и некогаш не е, меѓутоа едно е сигурно дека човекот е тој кој што преку здружено делување може да се спротистави на таквите промени и предизвици или да направи нешто дополнително добро кое што ќе го врати назад во општеството. Токму тоа е што треба да се постигне. Затоа и ние заедно сите со клиентите, со вработените, со сите од заедницата и со вакви дополнителни партнери сакаме да го постигнеме токму тоа. А како не поинаку преку личен пример. Така е. Така е. Благодарам за гостувањето.